Денешната 20-та и последна за оваа година седница на Советот започна со повлекување на две точки од дневниот ред. На предлог на раководителот за финансии беше повлечена точката предлог одлука за утврдување на просечни цени на земјоделско и градежно земјиште по извршени купопродажби од претходна година, а на предлог на советничката Гордана Антова и точката за распределба на средствата за 4 локални медиуми. Советниците речиси без дискусија ги изгласаа сите преостанати точки од дневниот ред, како предлог финансиските планови на општинските основни и средни училишта, на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Белјанова, на јавната општинска установа Библиотека Искра за 2019 година, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поддршка на образованието во општина Кочани за 2019 година, предлог буџетот и предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Кочани за 2019 година, предлог одлука за висината на девизен и денарски и благајнички максимум за 2019 година, предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година, предлог одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани, предлог одлука за утврдување на просечни цени на земјоделско и градежно земјиште по извршени купопродажби за претходната година, одлука за зголемување на цената на метар кубен геотермална вода и други. На крајот на седницата своје обраќање имаше градоначалникот Николчо Илиев, кој се осврна на реализираното во ова и плановите за наредната година. Ова е една убава прилика покрај редовните точки да направиме еден осврт за она што се случуваше изминатата година 2018 и секако да проговориме кратко за нашите идеи и планови за 2019 година. Сето она што го планиравме допринесе со буџетот кој беше планиран за минатата година од 205 милиона денари, а реализиран далеку пониску, успеавме сите капитални инвестиции да бидат реализирани и сето оно што беше најголем дел што беше предвидено со буџетот за 2018 година да биде реализиран. Само ќе напоменам неколку капитални инвестиции кои што се реализирани од страна на централната власт, реконструкцијата на патот до Пониква, односно од Пониква према Кочани во должина од 11 километри. Друга инвестиција од страна на централната власт, ќе напоменам дека е реконструкцијата на Центарот за култура, односно нашето популарно кино, каде што уште во мај обезбедивме 14, односно централниот буџет обезбедивме 14 милиона денари за надворешна реконструкција на Домот на културата. И уште една информација што сакам да ја споделам со вас, во буџетот за 2019 во Министерството за култура се предвидени средства за внатрешна реконструкција на Домот на културата. Од централната власт добивме, односно аплициравме за еден проект кој е планински велосипедски рај, каде што добивме 30 милиона денари за изградба на велосипедски патеки и пешачки патеки од Кочани, популарно наш Бавшалук околу Браната, и две патеки до Пониква и целосна реконструкција, односно изградба на планинарски дом со 20 соби. Нагласувајќи дека во изминатиот период е направен значаен исчекор кон рационално користење на средствата на граѓаните, тој нагласи дека таквата политика ќе продолжи во иднина, за да се знае каде оди секој денар.